подигнат. Исто така апелираме до Уставниот суд, до сенетите членови на Уставниот суд, судии, што е можно побрзо да се даваат предложените инициативи за преискутување на уставното нагасно за педагогскиот факултет, за потреба на единствен на педагогски факултет. Инаку да ве информирам дека во моментот има делегација од Паневропска унија, која се наватре во Шаторот, разговара со членовите од штрајкувачкиот одбор. Дали би прифатила разговор со Сојузот на студенти? Сојузот на студенти ние повеќе барања испративме. Ако така да разговарат со нас, доколку не поканат писмено, за сега не ќе преговараме, мислам, тие не се обраќале до нас, ако се обратат зашто. Ако би да не слушат, како ќе реагират? И се може да не потезат позиците, да не потезат така. Младите социјалисти на Македонија на денешната седмица расправаат за состојбата околу ученичко-студентскиот протест. Младите социјалисти упатуваат јавен повик до учениците и студентите да го прекинат штрајкот во интерес на здравјето и школувањето. При тоа младите социјалисти на Македонија последно укажуваат на потребата од што поскоро донесување на законот за високо образование, на кој на најсоодветен начин ќе се разреши прашањето со употребата на јазиците на националностите во високообразовните институции. Младите социјалисти на Македонија апелираат до Уставниот суд на Македонија за побрзо разгледување на барањата за оцена на уставноста на споменатиот закон, што ќе придонесе за смалување на тензиите и неповолниот развој на наставите. Во соопштението за јавноста на ВМРО ДПМН најостро се протестира поради бруталниот и нечовечки однос на полицијата кон студентите кои штрајкуваат со глад. Неовозможувањето на штрајкувачите да го постават шаторот само уште еднаш го покажа нехуманото лице на одделни раководни структури од Министерството за внатрешни работи, кои во случајот настапуваат во исклучив интерес на владеачката партија, се вели натаму во соопштението. Додека во Република Македонија непречено се врши грабеж на имотот, на банките и на граѓаните од одделни штедилници, сведоци сме дека во Скопје нелегитимната власт со најниски и нечовечки средства настојува да го спречи студентскиот штрајк со глад. ВМРО ДПМН уште еднаш ја искажува својата поддршка на барањата на студентите, чие исполнување би требало да значи и враќање на вербата кон демократскиот развој на македонската држава. Се вели во соопштението на ВМРО ДПМН. Во врска со студентско-средношколските протести денеска со соопштение се огласи и пратеничката група на Либералната партија. Во него стои, цитирам: "За институциите на државата и за секоја одговорна власт треба да е загрижувачки факт што веќе неколку дена 20 студенти штрајкуваат со глад и што имаат проблеми во комуникацијата со нив." Поради неопходната потреба за враќање на довербата на студентите и граѓаните на Република Македонија во делотворноста на највисокиот представнички дом на граѓаните на земјава, Собранието на Република Македонија, пратеничката група на Либералната партија бара од председателот на Собранието Тито Петковски да го спостави контакти со штрајкувачите и за резултатите од разговорите да ги извести сите пратеници и воедно да закаже итна седница на Собранието на која ќе се расправа за барањето на пратеничката група на Либералната партија за информација за актуелната состојба предизвикана со протестите на студентите и средношколците и за ставовите и заклучоците на владата од нејзината вонредна седница од 22 февруари оваа година, како и за барањата на студентите и средношколците. Истовремено загрижени за здравјето и животите на младите луѓе, пратеничката група на Либералната партија ја повикува полицијата да се воздржи од употреба на сила, а штрајкувачите ги повикува да престанат со штрајк со глад, уверени дека ќе се најдат сили во државата кои ќе обезбедат функционирање на институциите на системот. Се вели во соопштението на пратеничката група на Либералната партија. Денеска до пратеничката група на Либералната партија писмено се обрати председателот на Собранието на Република Македонија Тито Петковски, кој вели дека по добивањето на барањето од оваа пратеничка група веднаш се обратил до владата на Република Македонија и штом ќе биде добиена бараната информација за студентско-средношколските протести и за заклучоците на владата во тој правец, ќе се создадат објективни можности за свикување итна седница на парламентот.